И сето тоа ми укажува на едни две човечки слабости. Значи, првата човечка слабост е тоа што тој го има изгубено патот на балансот помеѓу духовното и материјалното и затоа се стреми кон преголема естета, кон преголема удобност, преголем луксус. Второ е слабоста на мислењето на другите. Значи, јас живеам за кој? За пред јавноста да бидам некој нешто и да се прикажам во совршен изглед. Зашто? Бидејќи кога човек го нема тој внатрешен божествена слика на тоа како треба да изгледа животот реално, дека ние сме сите еднакви пред Бога, дека сите се раѓаме со некои своји специфични, уникатни, естетски совршености, убавини, меѓутоа и со несовршености, бидејќи се во овој живот на оваа планета, во оваа природа е совршено, несовршено. И тоа е автентичноста на самото постоење на животот во физичка форма. Тоа, кога човекот едноставно го губи во својата перцепција и се губи сами од себе си во суштината на тоа божествено постоење како една душа која доаѓа привремено на овој свет во еден автентичен облик, значи се губи во општествениот живот и сака сето тоа да го компензира затоа што во општеството се наметнува потребата на да живеам за себе, значи за егото и да се докажам пред другите затоа што го немам Бог во мојот живот. Кога го имам Бог во себе, не ти се приоритетите сетилните страсти, естетската совршеност, материјалното изобилство. Значи знаеш дека животот не е тоа. Животот е едноставно баланс кој што треба да го направиш среќа и исполнетост од сите можни агли. Значи од агол на фамилија, од агол на партнер, од агол на престој во природа, прошетка. Значи сите оние едноставни нешта кои што постоеле во текот на минатото, кои што некако се изгубија и целиот живот нели е ставен сега на живот во општеството во кој што луѓето живеат буквално помеѓу бетон, помеѓу 4 ѕида и помеѓу многу луѓе кои што ги тера во таа џунгла, во таа игра да се надпреваруваат меѓусебно во естета и во материјализам. И гледате, многу луѓе, еве сега ги имаме социјалните мрежи и значи каде што се прикажува еден својот живот на социјалните мрежи низ профилите и гледаме, да речеме, некои норми на општествено живење кои што одредени индивиди го прикажуваат. Нема да се наблагаме во тоа дали тоа е вистина или не. Знаеме дека многу од тие профили се многу лажни. Значи го прават тоа заради маркетинг, заради бизнис, бидејќи промовираат услуги, бизнис и компании и на некој начин го прават тоа совршено за да може да привлекуваат обични луѓе за компаниите да прават пари од нив.